Majka mi me kara, moram da se ženam, treba jedna dobra žena da si zemam, a ja sušte sakam, ergen da odam, sobavi momi, ljubov da vodam. Poželiba majko, vela te maťar, život te ubav, sedur si beťar. Poželiba majko, vela te maťar, život te ubav, sedur si beťar. Nema grad ni selo, kade nema moma, ama ni tu jedna, ne ja nosam doma. Debeli i tenki, niski i visoki, ljubov soni vodam, denovi i noći. Poželiba majko, vela te maťar, život te ubav, sedur si beťar. Poželiba majko, vela te maťar, život te ubav, sedur si beťar. Poželiba majko, vela te maťar, život te ubav, sedur si beťar. Poželiba majko, vela te maťar, život te ubav, sedur si beťar. Časот и 15 минути, почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание од емисијата од своја страна, воедно и прво издание во новата 2024 година. Се надевам дека убаво се поминавте за дочекот на новата година, дека убаво се ги поминавте и поминувате празниците кои што одминаа, празниците кои што доаѓаат. Овој јануари е таков убав празничен, со многу празници за сите нас кои што си ги празнуваме. Па токму со ова издание решив да ја започнеме оваа нова година, едно убаво празнично издание со малку музика, малку разговор. Денес за мој гостин го имам нашиот фолк пејач Владко Алексовски. Ке му посакам топло добре дојде во студиото на телевизија Сонце во емисијата од своја страна. Владко, добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Благодарам за убавата најава. Ми представува задоволство што првата емисија во новата година започнуваш со мене како музички гостин и ти посакувам целата година да ти биде весела, пропратена со музика, со прекрасни луѓе, позитивна енергија и убави моменти, а секако и на нашата ценета публика крај малите екрани на прагот на новата година да им ја честитам со желби за здравје, среќа, љубов и се она што нема да посакуваат Господ со благослов да им го дари. Така убаво кажано, токму во оваа 2024 година се нека ни оди така лесно, се нека ни оди со музика, здравје и убави моменти.
Владко, долго време од самото ваше детство се занимавате со музика, па јас би сакала да започнам токму од вашите почетоци. Вашиот роден крај е Крива Паланка, меѓутоа така кривопаланчанец, повеќе од 15 години велите дека живеете, односно времето, најголемиот дел од времето го поминувате во Ранковце. Фолк пејач, добро познат фолк пејач, меѓутоа и председател на Македонска ловечка федерација. Кој е Владко Алексовски и што прави сега? Па еве на кратко така еден скен ми направи. Значи, јас сум роден во Крива Паланка. Коренот на мојата фамилија по татко е од Гиновци, од општина Ранковце, така да во последните 15 години Гиновци е моето место на живење. Имам еден прекрасен ранч, каде што едноставно уживам, голем љубеник сум во природата. Мојот ранч е на мини зоолошка градина, имам разновидни видови на екзотични птици и животни, така да еден предизвик за да секој мој близок соработник, пријател посака да ме посети и да ужива во она што јас секој ден уживам. Така, велите дека се занимавате со музика од која паметите за себе, односно од самото детство. Значи ли тоа дека потекнувате од можеби од музичко семејство и од каде ја наследувате љубовта токму кон музиката, кон фолк музиката? Па видете, дарбата за музиката, афинитетите, нормално дека се генетски, а потоа ги надградуваме. За волја на вистината, мојот вујко е академски музичар, можеби тука е тој ген, значи ништо не е случајно, но сепак ја и покрај тоа што по вокација сум дипломиран сообраќаен инженер, сепак музиката е најголемата љубов во мојот живот. Многу настапи, многу години позади мене остана како белег на мојата музичка кариера. На многу семејни веселби сум настапувал, пеел во државава, во диаспората каде што има македонци. Повеќе од 2000 свадби имам испеано во мојот живот, значи големо музичко искуство, голем круг на луѓе, на пријатели кои што сум ги запознал благодарение на музиката и уште продолжуваме со тој континуитет, бидејќи материјалното не го прави човекот најбогат. Најбогат е оној човек кој што има најмногу пријатели. А моите пријатели и познаници се моето најголемо богатство. Ја спомнав ни Ловечката федерација на Македонија, значи председател сум на ЛФМ. Ја водам најголемата граѓанска организација во државата. Околу 100.000 граѓани во државата поседуваат ловечко оружје, од тие околу 25.000 се активни ловци. Значи тоа е најголемото граѓанско семејство. Ловци има секаде, од најмалите селца, населби, градови. Преку ловството, пред се ловството е основата е дружењето меѓу луѓето, не е само да она активно ловење, и мимо ловот ние се дружиме, нашите врски, релации, пријателски, другарски се многу силни, така да преку ловот сме поврзани и во целиот свет со останатите ловечки асоциации, сојузи, и имаме многу пријатели, верни пријатели. Токму така. Споменавте за Ловечката федерација, јас ќе ве запрашам како ги поврзувате музиката со таа активност таму како председател на Ловечката федерација. Дали може би музиката е ваше хоби, па ваму сте професионално посветен? Не, вака, значи хоби ми беше ловството, значи семејна традиција, мојот покоен дедо од татко беше ловец и тука ја продолжив таа ловечка традиција. Животните патишта се многу интересни на луѓето, никогаш не можеш да ги предвидиш, но сметам дека ништо не е случајно, се е со некое животно сценарио. Подосна станав председател на локалното ловечко друштво Славишко поле, на кое сум и денеска председател. Од тука влегов во структурите на Ловечката федерација со мојата искреност, оданост, желба за работа, за резултати, за подем, се наметнав кај останатите членки, така да од 2018 година сум председател на ЛФМ, минатата година имав реизбор како единствен кандидат, безрезервна поддршка, едногласно ме реизбра, така да и одговорноста е голема, бидејќи ловството е многу значајна стопанска гранка и многу бара посветеност и работа, токму тоа го правам. Сега, дали имам некој, така да го наречам, условно конфликт меѓу две професии, значи буквално ловството од хоби ми стана професија,
професија, а музиката ми е цел живот професија, бидејќи професионално се бавам 30 години со музика. Видете, тие се две мои професии кои што се диаметрално спротивни една од друга, и ако музичките активности се претежно настапите навечер, во тек на викенд, активностите од областа на ловството се во работни денови. Со Ловечка федерација сум ангажиран во текот на целата работна недела, во тек на ловна сезона, зависно од календар на кој дивеч на лов е, ловењето на дивеч е во недели претежно или државни празници, така да сите оние мои настапи, оној бурен ноќен живот што го имам со музиката, ловот ми представува еден, така да го наречам, издувен вентил за да излезам во природа, да уживам во природата, и не е само во ловењето, значи пред се љубов кон природата и уживањето во истата. Така, никако не се исклучуваат, туку според вас се надополнуваат овие секако нормално, да. И тоа одлично функционира. Јас сум класичен пример дека тоа супер се надополнува и функционира. А така, туку што влеговме во новата година, како си ги поминавте празниците, како поминавте за дочекот на новата година, дали можеби бевте работно ангажиран? Па видете, јас 30 на години се занимавам со музика од дете. Освен она година во времето на ковид пандемијата, кога беше вонредна состојба и буквално сите ресторани, кафани, хотели беа затворени, значи никој не настапуваше, бидејќи се беше вон стројот, што би рекле. Прва година кога не сум пеел, тоа е ова година, овој дочек на новата 2024 година, едноставно така одлучив една година и јас да ја пречекам новата година опуштено со одбрани луѓе и на одбрано место, така да си поминав супер. И сега продолжуваме со професионалните обврски и од областа на музиката и од областа на ловството. Така, оваа емисија пред разговорот ја слушнавме Ожени се сине, за која што велите дека ќе стане своевремено и хит, која што беше испеана на Тумба Фест во Куманово. Па видите, Тумба Фест е фестивал на кој што прв пат стапнав на естрадната сцена, 98 година, и од тука почна се. Така да некако сум за тој фестивал емотивно врзан и никогаш не можам да го одбијам менаџментот кога ме кана да настапувам на фестивалот. Оваа година песната Ожени се сине, текстот јас го напишав, аранжманот е на професор Игор Трајковски и песната е снимена во неговото студио Триме, и поголемиот дел од песните со кои учествуваа на фестивалот беа снимени во неговото студио, а музиката заедно ја напишавме со Игор. Одличен спој, прекрасна песна, аранжмански интерес на песната. Со мене настапуваат бабчорки, така да кои символично имаат улогата на мајка, така една интересна, приказна, многу реална песна, и мислам дека многумина ќе се препознаат во песната, и затоа велам таквите песни живеат, само треба да и се остави време за да се пласираат и да си го најдат своето место меѓу слушателите и во естрадата. Од самиот настап на фестивалот за релативно кратко време, без никаков маркетинг, релативно кратко време, песната има над 10.000 прегледи на YouTube, така да во следниот период што следува песната ќе ја форсира многу повеќе, бидејќи песната има потенцијал. Така, јас овде предлагам да направиме кратка пауза од разговор, да слушнеме да се освежиме со музика. Да, да се освежиме со музика, со еден твој друг видеозапис. Станува збор за Добро утро, љубов моја, па ја ви пред нашите гледачи. Добро утро, љубов моја, од Владко Алексовски. Добро утро, љубов моја, среќен сум што те имам. Биди среќна, имај убав ден. Добро утро, љубов моја, секоја желба твоја нека биде исполнета.
Гушкам нежно, ти милувам коси, ноќта во љубовен занес не носи. А кога ќе се разбудиш мила во бела постела од свила, утринско кафе ќе те чека и јас до тебе да ти кажам: добро утро, љубов моја, среќен сум што те имам. Биди среќна, имај убав ден. Добро утро, љубов моја, секоја желба твоја нека биде исполнета. Јас сум крај тебе, да те гушнам ко мало бебе. Во преградка моја да се будиш, штом отвориш очи да ти кажам: добро утро, љубов моја, среќен сум што те имам. Биди среќна, имај убав ден. Добро утро, љубов моја, секоја желба твоја нека биде исполнета. Добро утро, љубов моја, среќна сум што те имам. Биди среќна, имај убав ден. Добро утро, љубов моја, секоја желба твоја нека биде исполнета. Така е, почитувани гледачи, еве сме назад во студиото со мојот денешен гостин, станува збор за фолк пејачот Владко Алексовски. Продолжуваме со нашиот разговор. Владко, на што се работи моментално? Имаме ли во најава некој нов хит покрај сите овие досегашни твои песни со видеозаписи? Ајде прво да ја прокоментираме Добро утро, љубов моја, тоа е на некој начин нешто поразлично од тебе? Да. Па видете, песната е снимена пред 2 години и веднаш снимивме и видеозапис со импродукција. Автор на текстот и музиката сум јас, а аранжманот е на Сашко Митковски и песната е снимена во неговото студио во Крива Паланка. Една песна поразлична од она што досега имам пласирано, бидејќи сум фолк пејач, но треба да се експериментира во естрадата. Моите соработници во една прилика ми рекоа: пробај нешто да понудиш поразлично. Темата Добро утро, љубов моја е една песна, љубовна тема, поразлична од сите останати, бидејќи секое утро го почнуваме со убава мисла, а она што најсакаме убавото да го посакаме е на најблиските и најдрагите личности, пред се љубовна тема, значи на саканата Добро утро, љубов моја. И слушателите слушна и видоа понатака за што станува збор. Значи песна која што мислам дека вечно ќе живее, бидејќи секој посакува утрото да му појде со убаво. Значи ли тоа дека вие имавте некоја посебна инспирација за оваа песна? Па ја цел живот имам инспирации. Нормално дека секој утро кога се будиме и го пиеме утринското кафе, првата мисла е на саканите луѓе, на блиските луѓе, на оние што ги носиме во срцето и во душата, и од тука ми дојде инспирацијата да ја напишам песната. Така да и аранжмански и стилски, тоа е забавна песна, е малку поразлична. Сега нема да коментирам на начинот како сум ја испеал песната, бидејќи сум фолк пејач, се трудев да биде тоа максимално коректно, да ги тргнам оние народњачки трилери, филиграни украси. Така да
еве, тоа беше како еден пробен балон. Што покажа искуството, се слушали? Позитивни реакции од сите што ја слушнале, што ја виделе песната, и тоа ме мотивира во тој стил да искомпонирам нешто и во иднина, така да веќе имам идеја, но нема да откривам за каква тема станува збор, но многу скоро, бидејќи ме праша што е следно, многу скоро ќе има едно вистинско пријатно изненадување за публиката, исто нешто во модерен стил, забавен призвук, со модерен аранжман и нормално пропратено со видеозапис. Само останува дилема дали да ја испеам сам песната или да вклучам некој од колешките од естрадата да биде дует песна. Дуетите се добри, убави, но не се практични, бидејќи кога имаш настап со таа песна, не секогаш е достапен вториот изведувач. Така да ќе видам, ќе размислам во консултации со тимот со кој работам. Споменавте повеќе од 30 години музичка кариера. Што сметате дека одбележа вашата кариера до сега најмногу? Па кажав, многу настапи, многу големо искуство, значи секогаш од кафеаните, од комуникацијата со луѓето сум го црпел она позитивното што е, за да се надградам како личност во позитива. И реков, големиот број на пријатели и познанства што сум ги сретнал, бидејќи тие луѓе по тоа многу пати сум ги користел за пребродување на многу разни други проблеми и предизвици во животот, бидејќи сепак сум човек кој што пријателството го гради на долги стази и за трајна употреба, а не еднократно. Така, убаво речено. Кажете ми, што ќе биде следно, што ќе слушаме следно од Владко Алексовски? Дали можеби сте поканети на некој фестивал, како оди работата таму? Што се случува со македонската сцена, да ја прокоментираме малку? Па вака, тука веќе се две прашања формулирани од твоја страна. Прво, ајде ќе почнеме од второто, што се случува со естрадната сцена. Јас секогаш кога гостувам, може ќе бидам веќе и досаден, апелирам до медиумите што повеќе простор да се дава за пласирање на ново компонираната музика, бидејќи гледате со разни шоуа кои доаѓаат од север, се прави страшна кампања и пропаганда и веќе имаат страшна експанзија во македонскиот етер, и сега ние како контраудар што го нудиме од наша страна, претежно во сите медиуми, во сите музички шоуа, се обработки, стари песни. Сметам дека треба да се даде повеќе простор на ново компонираната музика. Ни фали ли можеби некое музичко шоу? Секогаш фали. Секогаш фали. Еве, тоа е еден предизвик и до вашиот медиум. Ви фали едно ток-шоу каде што ќе со задоволство ќе гостуваат сите колеги од естрадата, бидејќи општа констатација на сите дека ни требаат што повеќе музички емисии. Се живее ли денес од музика во Македонија? Се живее, да. За секого има место под сонцето. Никој на никого не е конкуренција, бидејќи секој си има своја публика и своји клиенти, така да без проблем оној што знае да работи, може и тоа да го уновчи, да го профитира. Така, не сметате дека денес младиот музичар, оној кој што се уште се образува и нели кариерата ја гради, малку како да ни застрани патот? Ги споменавте оние српски шоуа, сметате ли дека малку како натаму да влечат младите музичари? Па, видете, баш пред некој ден гледав некој музичко шоу на одреден медиум наш македонски и гледам некои млади дечки, нови дечки, снимале некои кавери со некои југ хитови. Значи, бледа копија, плагијат. Затоа апелирам да се изгради свој собствен стил и да се наметнеш на публиката со свој собствен стил. Бидејќи само тогаш ќе бидеш вреднуван и ценет од публиката. Сега пееш песна од Аца Лукас. Аца Лукас е Аца Лукас, или Цеца, или Лепа Брена, или да не ги редам останатите нивни мега звезди. И сега некој анонимус, прв пат што се појавува на сцена, ги пее тие песни. И сега слушателот кого ќе прифати? Дали некој што веќе завземал место во неговата душа од овие што претходно ги спомнав, или овој некој нов што се бори за свое место во естрадата? Се сметате ли за автентичен и поразличен од вашите колеги? Да, бидејќи до сега имам снимено над 70 песни,
авторски, имам и некои обработки, изворни, но никогаш немам препејано некој кавер, некоја туѓа песна и така и ќе продолжам. Кој е Владко Алексовски приватно? Што го исполнува вашето време покрај Ловечка федерација, покрај музичката кариера, што друго сака да прави Владко Алексовски во слободно време? Владко Алексовски во слободното време сака да шета, да се дружи со искрени и блиски луѓе и најмногу од она што сакам да го правам кога имам малку слободно време е да бидам дома и да уживам со семејството. Така, ово студио ви е и веќе познато, пред повеќе години ја имавте улогата и на водител. Да, така и реков кога влегов во студиото, дека многу часови, многу денови сум поминал во ова студио и се чувствувам како дома. Ете така. Бидејќи своевремено од 2012 година бев водител на ток-шоу, гала шоу во ТВ Сонце. Со вашата екипа снимивме над 40 емисии. Нема да набројувам кој ми бил гостин, ретко кој не бил гостин и од фолк и од поп сцената, така да тоа беше еден успешен проект. Имавме амбиции да продолжиме со некој многу по грандиозен концепт, но поради сплет на околности и многу други приватни обврски што ги имав во тој период, ете така, представнавме, застанавме тука, можеби сме направиле грешка, но никогаш не е доцна, не се знае што може беше моето прашање, има ли денес амбиција, можеби повторно да застанете во улога на водител на едно? Зошто да не е, кога влегов со вашиот програмски уредник, прокоментиравме, има прекрасно студио, еве декорирано новогодишно, зошто немавте ваше автентично новогодишно музички шоу и сам се понудив, еве јас ќе дојдев да го водам и ќе ги соберев колегите од естрада. Затоа нека остане како идеја за некоја друга празнична емисија. Еве се нудам на база на старото наше пријателство и соработка, се нудам повторно да ви излезам во престрет за било каква соработка. Така, ние сме отворени за соработка, па се надевам дека ќе најдеме некој заеднички компромис. Што е следно, уште еднаш при самиот крај, каде ќе можеме да ве гледаме, да ве слушаме, дали ќе одмарате сега од настапите или веќе агендата за 2024 е готова? Нема да одмарам. Продукцијскиот дел ќе го дигнеме на највисоко можно ниво. Значи, веќе спомнав, тимот кој што победува не се менува, со Игор Трајковски од Куманово работиме неколку нови песни. Нешто спремам и за Валандово, бидејќи минатата година направив еден кикс во кариерата. Песната со која што победи колегата Мишко Крстевски и Ема Убава ми беше понудена на мене, во последен момент ја одбив, откажав, бидејќи во тој период не бев во Македонија и не можев да настапам на Валандово. Мишко настапи, абсолютен победник и од жири и од публика. Еве, песната била речена за него, не за мене. Така требало да биде. Затоа оваа година сакам да настапам, барем малку да надокнадиме она што сме го пропуштиле во минатата година. Така да спремам нешто и за Валандово. И се надевам дека ќе настапам. Се надеваме и ние дека ќе имаме можност да ве слушнеме и да ве гледаме. Владко, ви благодарам што прифативте мојата покана да бидете дел од своја страна на телевизија Сонце, можеби во вашата матична домашна куќа. Секогаш сме расположени, секогаш сте добре дојдени во нашето студио, ќе ве следиме, секогаш ќе бидеме на ваша страна, која ќе биде пораката која ќе упатиме код нашите гледачи. Ние на самиот почеток на емисијата кажавме некои убави желби, меѓутоа ајде еве при самиот крај уште една порака да упатиме за новата година, за празниците кои што одмина. Еве, сосема за крај, прво благодарам за поканата, навистина ми беше задоволство што ти бев гостин и пред се што сум гостин во првата емисија од твојот серијал во 2024 година, а до нашите гледачи ќе упатам порака да слушаат македонска народна музика, бидејќи музиката го олеснува животот, живееме во бурни, во тешки времиња, барем со музиката да си затоплиме душата и да се чувствуваме весело, среќно и убаво. Така е, почитувани гледачи, а јас овде ќе предложам при самиот крај од емисијата да го завршиме ова издание со Си ги викнав трубите, токму од Владко Алексовски. Уживајте, се гледаме за 7 дена од сега. Земи ми срце, гради што бие, земи се што имам, се за тебе ми е.
na tebe mислам, само ми се пее. Откако те видов, денови ја збројам, чекам златна есен, ти да бидеш моја. Си ги викнав мила трубите, сите звезди ќе ги будиме. Како тебе среќам, години ја чекав, ајде труби силно свирете. Си ги викнав мила трубите, сите звезди ќе ги будиме. Меракот е голем, по тебе сум болен, ајде труби не запирајте. На тебе што мислам, ноќта ми е долга. Ако не те видам, денот ми е болка. Кога некој љуби, во очи му се гледа, и од пуста среќа лесно не се бега. Си ги викнав мила трубите, сите звезди ќе ги будиме. Како тебе среќа, години ја чекав, ајде труби силно свирете. Си ги викнав мила трубите, сите звезди ќе ги будиме. Меракот е голем, по тебе сум болен, ајде труби не запирајте.